Почитувана Ели, после ваква елаборација ме стави во многу незгодна ситуација, навистина, но ќе се обидам, бидејќи се работи за закон од областа на економијата и финансиите, да дадам свое видување. Пред нас е предлог на закон за финансиска стабилност. Секако дека мотив е одржување на финансиска стабилност во државата, работењето на финансискиот сектор и во еден дел хармонизирање со законодавството на Европската Унија. Дефинирани се макропрудентните мерки заради спречување, намалување или отстранување на системските ризици во одделните сегменти на финансискиот сектор. Почитувани, кога зборуваме за финансиски систем кај нас во Република Македонија, финансиите, односно парите, секогаш се зборува за банките. А бидејќи Народната банка на Македонија е супервизор на банките, таа и де-факто ги спроведува макропрудентните мерки, меѓутоа изостанува еден дел кој што е во законскиот мандат, за да може да управува и утврдува заштитни мерки во делот на заштитните слоеви на капиталот. Препорака за да се водат макропрудентни политики во државата е да биде формирано едно тело, односно една институција или меѓуинституционално тело, во овој случај наречен комитет. Кои се целите? Донесувањето на овој закон има повеќе цели: да придонесе пред се во одржување на финансиската стабилност, да го спречи и да го намали кумулирањето на системските ризици, да ја зајакне отпорноста на системот, односно финансискиот систем да функционира на начин да овозможи економски раст. По дефиниција, макропрудентната политика е збир на активности со кои што се придонесува за постигнување и одржување на финансиска стабилност. А финансиската стабилност е состојба во која што сите елементи или сегменти на финансискиот систем функционираат без нарушувања и имаат капацитет да издржат потенцијални шокови. И сега, дали може ние да зборуваме за финансиска стабилност на макрониво, кога секој ден зборуваме за финансиска нестабилност, визави финансиска стабилност на едно 4-члено семејство во Република Македонија? Дали за нив ќе биде прифатливо или приемчиво ова што ние денес овде го зборуваме, знаејќи дека е двоцифрена инфлацијата и дека секој ден губат од својот личен доход? Овој комитет, кој што го спомнавме, ќе биде тело кој што ќе биде составено од 13 члена и кое ќе биде одговорно за следење и за спроведување на макропрудентните политики, односно за идентификување и следење на системските ризици. 13 члена и надлежните органи во рамките на своите овластувања треба да превземат мерки, односно инструменти со кои што ќе го заштитуваат финансискиот систем. Односно, тие инструменти се однесуваат на следните: заштитните слоеви на капиталот, лимитите на изложеност, управувањето со ризиците и задолженоста, почитувани мои, во услови кога е галопирачки зголемен јавниот долг. Значи нема лимит, нема граница. Исто така во еден дел се спомнува и утврдување на финансиска криза поради сериозни проблеми кои што може да се јават кај функционирањето на определена банка или финансиска институција. И навистина, после елаборацијата на госпоѓа Ели Панова, примерот со Евростандард банка, на што се однесува и мојата забелешка во членот 8, комуникација со јавноста. Цитирам, став 1, комитетот ја известува јавноста за одржаните седници, освен ако оцени дека известувањето може
негативно да влијае на довербата на јавноста во финансискиот систем или врз финансиската стабилност. Почитувани мои, дали такво нешто се случи со Евростандард банка, кога само неколкумина ја знаеа фактичката состојба? Тие успеа да го извлечат својот капитал, да се спасат, а сите други останаа заробени. Фактички нивните заштеди пропаднаа. Огромен број на наши сограѓани кои што имаа штедни влогови останаа и изгубија. Само еден мал дел, знаејќи ја точната фактичка состојба, успеа да ги извлече своите пари. И овде примерот со она што јас го велам најлесниот начин на заработка во Република Македонија, земи си, подигни си пари кредит од банка и немој да го враќаш. Тоа е мотото и тоа се случи во Евростандард банка. Се подигнаа парични средства и после некој заборави да ги врати. Забелешка 2 во членот 10, покрај комитетот кој што брои 13 члена, се формираат и 2 подкомитети. Едниот подкомитет за следење на системските ризици и предлагање на макропрудентни политики, че брои 12 члена, а вториот подкомитет за подготовка за управување со финансиска криза, че брои 10 члена. Ако на ова додадеме и 3 члена во секретаријатот, излегува една бројка од 38 члена. И сега да се изразам војнички или полицијски, тоа не е веќе вод, тоа е чета. 38 члена на едно тело, предпоставка на некој што прв пат не гледа, че рече дека се работи за 100, 200, 300 милиони. Држава која што има огромни финансиски резерви и мора да има еден комитет од повеќе од 30 лица. Но се работи за Република Македонија, почитувани мои. Тоа тело, кое што ќе брои 38 лица, ќе се состанува еднаш или 2 пати годишно, тајно може да достави известување до нас, а може и за ништо да не извести. Каква ќе биде неговата одговорност, кога знаеме дека во еден од страшните членови стои дека при настанување на штета нема да сносат никаква одговорност. Затоа, почитувани мои, уште еднаш, неразбирливо за обично 4 члено семејство во Република Македонија да зборуваме за финансиска стабилност на макрониво, а на микрониво да не може да се состави крај со крај. Ви благодарам.